Со буџет од 6 милиони денари ќе биде покријан првиот јавен повик за дигитализација на земјоделството. Парите се наменети за 4 проекти, а средствата се заштедени од програмата за рурален развој, од која со години се одвојувал по 1%. Максимумот што секој корисник ќе може да го добие е 1,5 милион денари, односно 90% од висината на проектот, што значи дека избраните апликанти ќе инвестираат само 10% во реализацијата. Рокот за реализација на проектите е 12 месеци. Според заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, примената на новите дигитални технологии ќе овозможи намалување на трошоците, подобар квалитет и поголема конкурентност на земјоделските производи. Да токму фокусот биде во секторот земјоделство со специфичен поглед, а тоа е како IT технологијата или она што го зборуваме прецизно земјоделство, модерно земјоделство, дигитално земјоделство ќе овозможи на нашите производители да користат применливи нови технологии благодарејќи на технологијата која што во моментот ја имаме на располагање и се користи, а знаеме дека покриеноста на целата држава е со 4G мрежа која е сосема доволно да овозможи да преку паметните телефони во реално време ги имаат податоците, контактите од потребата за наводнување, заштита, сето ова ќе овозможи намалување на трошоците, подобар квалитет на производот и секако она што е клучно за нас, а тоа е конкурентноста на самите производители и секако стандарди, подобрување на стандардите, намалување на нивните трошоци. Димковски вели дека не се потребни големи средства за инвестиција, иако самиот поим паметно земјоделство асоцира дека за примена на дигиталните технологии се потребни многу финансиски средства. Се со цел да овозможиме еден развој во еден ваков сегмент, или едноставно би рекол дека даваме еден простор преку демо опити или демо стартапи кои што ќе овозможат преку своји производи да целото земјоделство, односно да фирми кои што не се директно во производство на земјоделството, бидат вклучени преку нивни искуства, нивни знаења, а денешното време и како тоа го овозможува. Повеќе информации за самиот повик може да се најдат на веб страницата на Фондот за иновации и технолошки развој, а рокот за доставување на апликациите е 16 април до 14 часот.